Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерот за внатрешни работи Наќе Чулев. Министр, бевте избран пред околу 100 дена за спроведување на избори, сега главниот фокус на полицијата е справување со коронавирусот. Имате ли некаква проценка колку точно луѓе се ангажирани од полицијата во обезбедување на карантините, самоизолацијата, спроведување на полицискиот час? Сите капацитети на Министерството за внатрешни работи се ставени во функција на справување со коронавирусот. Ова не е приоритет во нашето постапување, меѓутоа знаете дека полицијата е ангажирана и во она што значи регуларни активности, а тоа е одржување на јавен ред и мир и справување со сите облици на криминални дејствија. Токму за тоа прашувам, колкав процент од вработените ви одзима ова справување со коронавирусов? Значи одзима голем дел, меѓутоа капацитетите на пример што беа во гранична полиција, значи со оглед дека имаме соработка и заеднички оперативен штаб со армијата на нашата држава, значи сега се вклучени во секторите за внатрешни работи, со оглед дека добар дел од граничното обезбедување сега е преземено од страна на армијата. Исто така армијата ни асистира во обезбедување на одредени објекти кои што се користат како државен карантин, а и обезбедување на објекти од витално значење, како што е собранието, како што се одредени складишта, хеликоптерските полигони, а исто така и дел од дипломатско-конзуларните пристаништа. Од тој аспект, ние, полициските сили кои што претходно беа ангажирани во овие работни задачи, сега ги користиме во ограничување, во контрола на ограничувањето на движењето на граѓаните и во обезбедувањето на карантините, исто така и во спроведувањето на мерката самоизолација и изолација. Зошто Македонија се одлучи на ваква варијанта, полициски час за сите, наместо да ги санкционира неодговорните поединци, како што е во случај во други европски држави? За зголемено трајање на мерката забрана за движење на граѓаните, пред се владата се одлучи. Но какво е вашето мислење? Требаше да се оди на ваква мерка? Значи овака, како на ниво на влада секој ден имаме координативен главен штаб на кој што се разгледуваат сите оние препораки кои што ги доаѓаат од Комисијата за заразни болести, а во која што членуваат епидемиолози и инфектолози. Значи тоа се лица кои што се стручни во проблематиката и они ги предлагаат мерките на владата. Токму заради тоа што врз основа на нивните стручни мислења беше дека пикот на заразата со коронавирусот во Македонија е во периодот кој што доаѓа, односно кон крајот на месец април, владата одлучи да го зголеми трајањето на ограничувањето на движењето, пред се да се спречи социјалната интеракција помеѓу луѓето, односно да се сведи на минимум, со цел да се спречи ширењето на заразата од коронавирусот. Јас лично да ви кажам, исто така се залагам за поригорозни мерки. Пред се имајќи на какви мерки поригорозни е това? Па, вклучително и овие мерки кои што сега се преземаа, пред се заради менталитетот на луѓето кои што живеат во нашата држава и кои што се многу друштвени. Имаме многу интензивни социјални контакти и луѓето тешко се откажуваат од нормалниот начин на живење. Така да и мерките на владата се во таа насока. Министр, за време на полициски час беше ограбена трафика во Дебар, маркет во Охрид, аптека во Скопје. Како е возможно да се случува за време на полициски час? Во секоја ситуација криминалците не спијат, тие наоѓаат модус како да ги реализираат нивните активности. Она што може да ви информирам е тоа дека согласно анализите кои што ги прави одделот за криминалистичка разузнавачка аналитика, тоа е дека од воведувањето на мерката забрана за ограничување на движењето имаме пат на криминалот. Доколку се вклучат овие мерките, односно кривичните дела за ширење на заразни болести, тогаш имаме пораст. Меѓутоа, доколку се исклучат од таа аналитика, кривичните дела по член 205 и 206, ние имаме пат во областа на класичниот криминал. И тоа за 44% имаме пат на делата поврзани со кривичното дело кражба и тешка кражба и 65% имаме пат на кривично дело измама.
пат од одреден процент има и на другите дела од класичниот криминал и ова пред се должи заради ограничување на движењето, што вклучително значи зголем број на мобилни патроли на полицијата и заради тоа што граѓаните всушност се во нивните домови. Така да криминалците тешко можат да ги извршат овие кривични дела, а исто така објектите што претходно беа често пати мета на разбойнички напади, како што се кладилници, како што се геймерници или казина, сега се затворени. Меѓутоа, покрај тоа што се затворени, таму има припадници на обезбедување од компании кои што нив ги ангажираат. Така да генерално имаме пат на класичниот криминал. Исто така, она што е за радување, меѓутоа и тоа е повторно поврзано со мерката на владата за ограничување на движењето, имаме пат во бројот на сообраќајни незгоди. Така да во бројот на сообраќајни незгоди е 22% понизок, а оно што радува е за 50% е помал бројот на сообраќајни незгоди со тешки последици. Синдикатот на полицијата обвини дека полицајците немаат доволно опрема кога излегуваат на терен за справување со коронавирусот. Министерството за внатрешни работи доби донации, па потоа вие ги дониравте во Кумановската болница. Има ли сега полицијата доволно заштитна опрема? Нормално на почетокот кризата не затече сите, вклучително сите институции во државата и многу посилни држави од нас, и ние имавме ограничена распределба на средства за заштита на полицијата. Меѓутоа веднаш се преструктуриравме и имавме две значајни донации, меѓутоа имавме донации исто така и од Народна република Кина, од ОПСЕ и од другите партнери на полицијата, а истовремено направивме успешна реализација на тендерот за набавка на средства за заштита на полицијата. Значи се работи за заштитни маски, за заштитни ракавици, за заштитни визири и очила, за средства за дезинфекција и скафандери. Така да покрај од донациите ние имаме сега и собствени средства од успешниот тендер. Каква е вашата оценка? Се справувате ли добро како влада со кризата со коронавирусот? Видете, јас можам да кажам во оној дел што е во делокруг на Министерството за внатрешни работи. Ние до сега успешно одговараме на сите задачи и кои што произлегуваат од одлуките или од уредбите кои што ги носи владата. Значи, на ниво на Министерството за внатрешни работи се организираме во координативното тело и досега сите оние задачи кои што не биле доделени од владата успешно ги реализираме. На ниво на влада, значи се соочуваме со сериозни предизвици во справувањето со економските последици од кризата и тоа се работи кои што дополнително треба да се решаваат во иднина. А во делокругот на Министерството за здравство тука е сепак министерот Венко Филипче кој што треба да го одговори ова прашање, Комисијата за заразни болести. Министра на владините пресконференции ја гледаме вашата заменичка Славјанка Петровска, а не вас како министер за внатрешни работи. Зошто не одите? Не ве викаат или вие не сакате да одите? Па јас во едно интервју кажав дека сепак јас како министер за внатрешни работи сум представник по предлог на опозицијата и моја основна задача беше да организираме мирни, фер и демократски избори. Меѓутоа, сега Министерството за внатрешни работи, оваа влада продолжува, а Министерството за внатрешни работи има дополнителни ингеренции кои што треба да ги извршува. Јас секогаш, без разлика што сум представник на опозицијата, се оно што ќе дојде како насока од владата, најревносно ја извршувам во интерес на граѓаните. Но во име на МВР во владата, кога држи министерот за здравство Венко Филипче, престо него е вашата заменичка, не вие. Да, значи, сепак морам да кажам дека не секогаш наидувам на и моите предлози на владата, па и уредбите кои што ги предлагам, не наидуваат на слух од страна на председателот на владата Оливер Спасовски и на другите министри, така да често ми се одбиваат моите предлози. А искрено, значи, не сум консултиран за одредени нивни предлози, уредби за кои што они вршат меѓусебни консултации, сепак ја... И во доменот на МВР? Не, во доменот на МВР не, меѓутоа во доменот на оно што значи како влада, пошто ние сега владата во моментот има и законодавна улога, меѓутоа има и извршна улога и мислам дека сите тие треба да бидат меѓусебно дискутирани, споделувани
Не сум вклучен во тие дискусии, дури не сум вклучен во одредени активности на владата. Јас пак ќе кажам на тие социјални групи кои што ги имаат, јас не сум вклучен. А досега ниту еднаш не сум викнат на пресконференција која што е организирана од страна на владата, гледате другите представници на владата се таму. Некогаш некои работи се договараат и мимо мене со дополнителниот заменик, меѓутоа сепак тоа се работи кои што не треба да ги пренагласуваме во ситуација кога треба да се справуваме заеднички со заканата од вирусот со корона, меѓутоа еве, ви кажувам дека досега не сум викнат на пресконференција. То пред избие кризата со коронавирусот, главна тема беа пасошите. До каде е сега процедурата со пасошите? Пасошите веќе стигнаа во Министерството за внатрешни работи, значи испорачане се ги има во доволен број. Заклучно со 17 март до вчера, сите оние граѓани кои што аплицирале се изработени нивните пасоши и може да ги подигнат. Сите оние термини кои што беа закажани од страна на граѓаните, а кои што сега спаѓаат во оној период кога има ограничување на движењето, ги презакажуваме, им се јавуваме на граѓаните и ги презакажуваме за друг ден или пак во денот кога имаме слободни термини, пошто дел од граѓаните се откажуваат или не доаѓаат. Го зголемивме бројот на извршители, така да мислам дека овој проблем со пасошите е надминат. Сите граѓани кои што аплицирале веќе може да ги подигнат пасошите од Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.